Од 36 на 42 место, индексот за слободата на медиумите во Македонија според Репортери без граници се влошили тоа по 3 од 5 параметри по кои тој се мери: по политичкиот, социокултурниот и економскиот параметар. По години на искачување на скалата на слободата на медиумите во земјата, ваквиот пат е алармантен или аларм дека медиумите, но и општеството се соочуваат со сериозни предизвици во еден од најважните темели за едно демократско општество – слободата на медиумите. Земјата е се уште во друштвото на земји со задоволителна слобода на медиумите, но последно рангирана на таа листа и на чекор да влезе во друштвото на земји со проблематична слобода на медиумите. Политичарите не ги почитуваат новинарите. Владините институции се помалку транспарентни, а политичките партии се создаваат паралелен медиумски систем. За медиумите во земјата проблем е и падот на професионалноста. Во меѓувреме онлайн медиумите со закон се регистрираат. Според роковникот до лето авму ќе треба да го објави регистарот на издавачи на онлайн медиуми, односно на интернет портали кои ги исполниле законските обврски, меѓу кои за транспарентна сопственост и за определен број на вработени. Дали измените ќе го подобрат квалитетот на медиумскиот пейзаж во Македонија, особено кај онлайн медиумите? Може ли да се заузда ширењето на дезинформации преку социјалните и дигиталните медиуми, во кои Репортери без граници лоцираат една од клучните причини за зголемување на недовербата во медиумите и напади врз новинарите? Ова е темата за која вечерва ќе анализираме, а со представувањето на моите гости веднаш по првиот блок на реклами. И како што најавив да ги представам моите вечерашни гости, од мојата десна страна е Билјана Георгиевска, извршна директорка на Советот за етика во медиумите. Добра вечер. Добра. Веднаш до неа директорот на Агенцијата за аудио-аудиовизуелни медиумски услуги, господинот Зоран Трајчевски. Добра вечер. Добра вечер. Перо Момировски, колега новинар и проектен координатор во самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Добра вечер. Поздрав до целата екипа на Телма и особено на Топ Тема. И Драган Секуловски, извршен директор на Сдруженијето на новинари на Македонија. Добра вечер. Темата ја најавив, падот на индексот за слобода на медиумите во Македонија. Што значи тоа, овие 6 места, пад за Македонија на индексот на Репортери без граници? Секуловски, повелете. Да, секако 6 места можеби не звучат премногу загрижувачки, меѓутоа ако се следат трендовите на овој индекс во последните 5 години, Македонија за прв пат паѓа на овој индекс од 2019 навака. Инаку како држава ние сме во поглед на овој индекс и еден мал шампион. Значи можеме да бидеме од најлошата земја во регионот, па буквално речиси на целиот континент до најдобрата. Минатата година го имавме таа славна позиција на 36-то место од вкупно 180 глобално гледано. Меѓутоа да потсетам дека во 2014 година, што не е така одамна, Македонија беше на тоа неславно 123-то место. Да, ние подготвивме, дали може да ја видиме табелата, еве додека зборувам, повелете. Да, благодарам. Сега анализата покажува дека сепак Македонија не е во она лошо друштво на земји кои што се доста пониско од нас и така има и во регионот, меѓутоа на пример Црна Гора и Словенија се подобри од нас на ова рангирање, а минатата година и претходните години Македонија беше една од најдобрите во регионот, ако не и во југоисточна Европа. Тоа што загрижува настрана од самите бројки, кои што укажува дека Македонија сепак има некое пристојно место, меѓутоа има регрес во мерењата на овие параметри, е како реагираат, би рекол, политичките партии кога се објавуваат овие извештаи. Тоа што во разговор со дел од моите колеги го имавме во изминатите денови е дека кога се објави извештајот имаше условно кажано како јавен надпревар помеѓу главните партии кој е повеќе виновен за ситуацијата дека Македонија паднала, а немала успех. Тоа навистина разочарува, бидејќи се очекува од сериозни политички партии, без разлика дали се во опозиција или на власт, ова го велам без разлика, бидејќи самиот извештај на Репортери без граници за Македонија го зима како основ 2024 година во која што и СДСМ имаше практично речиси половина од годината одредено влијание да се подобри ситуацијата, а потоа тоа го наследи после изборите и коалицијата на ВМРО. Значи и двете партии некако не успеа да ја одржат позицијата на 36-то место, напротив имаме еден пат.
Тоа што можеби ќе беше подобро перципирано од страна на критичните, би рекол, медиуми, новинари, како што се и организации, е наместо да се сведе јавен надпревар кој е помалку крив, кој е повеќе крив, да има еден пристап што може да се подобри и што може да се направи поконструктивно, подобро, со цел наредната година да разговараме како ние сме се искачале повторно на едно повисоко скалило, меѓутоа за жал и оваа година видовме дека таа политичка дебата што беше присутна во јавниот дискурс не беше позитивно настроена со предлози конструктивни, туку беше сведена на меѓусебно обвинување. Да, имам прашање тоа, но малку подоцна прво да анализираме што значи за Македонија. Веќе кога сме ке политичките партии, Сдруженијето на новинari беше прозвано од владеачката ВМРО ДПМН да каже кој вршал притисок и дали воопшто има такво име и да го кажете отворено, дали ќе им одговорите. Па добро, сега знаете како симпатично е тоа што нели граѓанско здружение, иако најстарото во државата 80 години до година ќе има Сдруженијето на новинari Македонија, е прозван од политички субјект да јавно каже за нешто што веќе практично ние постојано објавуваме одредени информации, така на пример ниту во судовите, ниту во обвинителството, ниту во Министерството за внатрешни работи нема јавни регистри за напади на новинари, нешто за што со години не укажуваме само ние, туку и кредибилни други меѓународни организации. Единствениот регистар за напади на новинари и медиумски работници го води ЗНМ и може секој да има увид во истиот. Не мораме ние конкретно да одговараме на јавни прозивки за нешто што само по себе е јавен податок. Добро, зборуваат за притисок и конкретни имиња, дали од владата некој вршал притисок, но просам дека такво нешто нити водите евиденција, тоа како здружение, барем вие водите евиденција само за конкретни напади кои завршуваат со жалби и со тужби. Ако не се лажам. Имаме и годишни извештаи што се многу често цитирани од страна на Европската комисија, пред се на така наречениот country report во кој што се мери прогресот на државата, пред се во кластер 1, преткон беше во чеклер 23, каде што нормално таа статистика за притисоци и напади кои што ги аргументираме со факти и ги аргументираме со докази, се дел не само од нашиот извештај, туку и од извештајот за човекови права на Стейт департментот во делот на медиумското покривање. Како синдикатот гледа на овој пат, на од 6 места? Во самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници беме комплетно свесни дека овој пат ќе ни се случи. 2024 беше турбулентна со промена на власта, со засилени емоции кај минатите, со некаква чудна енергија кај новите. И овој пат е вистинско чудо е што се случува само во 3 од 5 индикатори. Можеше во сите 5. Иако во принцип, нели, ние имаме релативно регулирани односи во делот на платформата за создавање закони и во делот на безбедност имаме извесен напредок. Меѓутоа генерално сметаме дека ова требаше да се очекува. Ние во име на синдикатот соопштувам, сме загрижени дека овој тренд може да продолжи. Како што долги години имавме напредок и бевме горди во сите ситуации кога се среќававме од колеги до организации меѓународни, новинарски и така натаму, овој тренд како е тргнато во оваа година имаме впечаток дека може да дури да се продлабочува. Нема да се занимавам со прогнози до каде можеме да се вратиме, меѓутоа мислам дека брзо ќе ги забележиме тие негативни резултати, особено што сето она што е наведено во извештајот од минатата година на така реномирана институција како што е Репортери без граници, нешто што трае без малку половина век, со сето искуство, со сите атрибути што ги има таа организација, ќе забележат дека неколкуте посочени работи не се менуваат. Добро, велите дека ќе продолжи, но каде е најголемиот ризик што го гледате? Дека ќе продолжи да се... Забележуваме проблеми во социоекономскиот дел кои што не се менува. Забележуваме нешто што се продлабочува во тенденцијата на обраќањето на комуникацијата меѓу политичарите и бизнис елитата со новинарите. Забележуваме проблеми на релација истражувачки новинари, воопшто новинари, новинарски редакции и реакција на оние за кои што објавуваат, дали се тоа политичари или бизнис класа, па нека се и други јавни личности. Значи, таа реакција дополнително чинам се засилува, имаме и други несреќни моменти што ни се случија во оваа држава, забележувате дека на сите безмалку во моментот медиумите им се виновни. Господине Трајчевски, треба ли да се вклучи алармот после овој пат од 6 места? Или е се уште рано?
видите се, не можеме да прво да зборуваме за тренд, пошто е прв пат. По извештај од следната година ќе видиме дали има тренд или нема тренд. Сега имаме промена во бодирањето и позицијата на издадена од страна на во извештајот на Репортери без граници, но како погледнеме извештајот за минатата година, ги може да се согледа дека истите забелешки биле наведени минатата година. Така да доколку само еден бод била Македонија бодува на плюс, ќе била сосема различна позицијата на Македонија, која што е сега на 42 место. Ќе видиме дали е тренд, како што кажав, со следниот извештај, но јас морам да укажам на тоа дека во самиот извештај на Репортери без граници има многу контрадикторни и чудни констатации и мислам дека би било добро владата да се обрати до Репортери без граници да побара објаснување кои се тие позиции кои што ја навеле Репортери без граници да ги наведе во извештајот, посебно ќе го наведам државното финансирање ограничено и нетранспарентно. Државно финансирање не постои. Значи не е прашањето кои ги дава тие ова се класични лажни информации дадени од медиумската заедница во Македонија кон Репортери без граници. Ако не е целта на сите да се бориме против лажните информации, треба да се бориме и против овие лажни информации кои што ги лиферувале медиумски работници од Република Македонија. И нас не ни треба името на тој човек што го лиферувал или таа групација што ги лиферувала, туку да им се укаже на Репортери без граници дека такви личности не треба да бидат земени како репер кои што ќе даваат информации за перцепцијата и за состојбата на медиумите во Македонија. Бидејќи ова е ноторна лага. А такви констатации има неколку ако ги погледнеме во извештајот и прашањето е кои тие дезинформации ги пласира до Репортери без граници. На кого сака да му наштети, на ВМРО, на СДСМ? Не наштетува нити на ВМРО, нити на ДУИ, нити на СДСМ. Се прави штета на државата и се промовираат некакви си позиции и состојби во државата кои што воопшто не постојат. Сметате дека ова го нарушува кредибилитетот на самиот извештај за Македонија? Не на самиот извештај, мислам, точно ви кажав дека такви... Но кога тоа го стави проблематично, тогаш можат политичките партии да го отворат прашањето и за другите параметри кои се наведуваат. Добро, ама јас ова што го кажувам е очигледно дека не постои во Република Македонија државно финансирање на медиумите. Како нешто што не постои може да биде нетранспарентно? И се постава прашањето кој ги споделува овие лажни информации со Репортери без граници. И е легитимно владата да праша, бидејќи се нарушува угледот на целата држава, затоа што одредени поединци во државата, заскривајќи се од медиумскиот сектор, сакаат да кажат дека претходно било подобро, сега е полошо. Тоа што е лошо или е полошо, точно треба да се констатира, но тоа што се наведуваат одредени дезинформации и се пласираат со цел да се наштети на државата, апсолутно нема право никој од медиумската заедница, заскривајќи се врзат медиумите, да пласира вакви дезинформации. Ние не зборуваме дека целиот извештај, јас не велам дека е целиот извештај лош, но луѓето кои што се консултирани од страна на Репортери без граници, очигледно е дека давале одредени лажни информации. И тоа е тука напишано во извештајот, аз го читам извештајот, не кажувам нешто друго. Госпожа Георгиевска, треба ли да сме загрижени од падот од 6 места, особено ако се споредиме со 2014 година, еве ми го тогаш сме биле на 123-тото место, потоа 118-то место 2016-та, 109-то место во 2018-та година. Значи сме се предвижувале напред, но малку побавно и сме стигнале 42-то место и сега пат. Дали може да не теши тоа што сме биле многу полоши или треба да се загрижиме? Од тоа 114 до 36, па овој пат секако треба да загрижува секое намалување нели на слободата на говор, на слободата на медиумите, логично е дека загрижува. Ние влеговме во една чудна глобална ера, каде што има се повеќе предизвици за слободата на медиумите, делумно поради технолошкиот развој, делумно поради војните со информации и дезинформации и поради влијанието на политиката. Истото тоа во мало се случува и кај нас. Она што мене ме загрижува, за да не должиме, јас ќе одберам само 2 реченици од првата страна на кратката верзија на извештајот, каде што вели дека недостигот на професионализам во новинарството придонесува за пад на довербата во медиумите воопшто,
што е многу тажно да се забележува сега кога сме биле на најдобрата позиција минатата година, дека е очигледен недостиг на професионализам и тука можеме навистина да дискутираме зошто и кој спречува обука на новинарите, раст на новинарите, поделба по сектори, па специјализирање на новинарите. Туку кај нас се случува еден обратен процес. Раситнување на медиумскиот простор, се повеќе нови помали медиуми, кој е од еден човек, кој е од двајца. Вие велите во една ваква голема телевизија дека сте колку? 11, 12 новинари, така што знам телевизии кои функционираат со 5-6 новинари на колегиум. Тоа е навистина тажна слика и тука треба сите ние многу да работиме. И втората реченица што јас би ја одбрала, која се повторува и од минатата година идентично, дека двете најголеми партии во на сила на власт или опозиција создадоа паралелен медиумски систем преку кој го вршат своето политичко и економско влијание. Никој од оваа позиција не се помрднува. И на партиите тоа им одговара, очигледно им одговара поделбата на медиумскиот систем и во такви услови довербата некаде се губи во тој јаз помеѓу едните и другите. Има уште многу работи за дискутирање навистина, но да, ова загрижува. Кога сме кај политичкиот критериум, се напоменува дека се констатира поточно дека нетранспарентноста на владините институции, нападите врз критичкото новинарство, тој го кажа господинот Секуловски, господинот Момировски, притисок политички бизнис врз медиумите и создавање на паралелен медиумски систем од партиите и од власта и од опозицијата и радиодифузен сервис кој нема уредувачка и финансиска независност. Дали постоењето, господине Трајчевски, на паралелни медиумски системи под контрола на партиите е најголемата закана за медиумската слобода во земјата или е тоа само на дополнување на целата слика како стои медиумската сфера кај нас? Видете, поделбата во целото општество се пренесува и се рефлектира и во медиумската сфера. И самите новинари и медиуми не може да бидат отпорни на влијанието што е во целото општество и кај нас се исполитизира. А јас би сакал да кажам дека исто така не се согласувам со тоа дека јавниот сервис нема уредувачка независност. Апсолутно ова не е точно. А кога станува збор за финансиска независност, прв пат минатата година со измените на законот од 2017 година, владата прв пат префрала соодветна сума на пари, согласно законот, на радиодифузниот сервис и на регулаторот. Претходно ни се кратеа од 40 до 70% од средствата и на јавниот сервис и на регулаторот. И прв пат минатата година ни се исплатија средствата наназад за 2 години и се продолжи оваа година се исплаќаат средства во согласно законот, кој што претходната влада 7 години апсолутно не сакаше да ги почитува и ние моравме како агенција и јавен сервис да поднесеме тужба против владата, односно против министерството. Така да апсолутно не се согласувам со тоа дека јавниот сервис нема уредувачка независност, а уште помалку дека нема финансиска независност. Кога сме кај јавниот сервис, со години се зборува за негова реформа, но досега ништо не беше преземено. Кон што води тоа кога зборуваме за објективното новинарство, за професионалните стандарди и за положбата генерално на медиумите. Знаеме сите дека таму каде што има силни јавни сервиси и приватните медиуми се веднаш нивото се подига. Еве ако како што велите независноста и финансиската независност и уредувачката ја има, но како тогаш може да издвоиме политичкото влијание кое сите знаеме дека постои врз јавниот сервис и дека со години се зборува дека треба да се реформира барем за следење на... Прво не можеме да кажеме дека постои политичко влијание. Предходната влада реформата ја сваќаше во 2 збора да биде сменет директорот на јавниот сервис. И тоа се обидуваше да го направи 7 години. Еве дали вие можете да ми кажете што понуди предходната влада за да го реформира? Не зборам ја за предходната сегашната. Збориме јас откако сум во новинарството зборуваме за реформа на јавниот сервис. Ама добро, што подразбирате под реформа, кажете ми?
Значи негово јакнење, отпорност на политички влијанија, на се она што затоа ви кажувам дека претходната влада 7 години не префрлаше финансиски средства, сигурно е за да го направи финансиски и политички независен, значи свесно не префрлаше средства и на регулаторот и на јавниот сервис, и ние не можеме да бараме јавниот сервис да има фантастично добра програма и да се споредува со ХРТ, ако владата од вкупната сума му префрла само 30 или 40% пари. Дали е тоа возможно? Не. Прв пат минатата година со промената на власта парите за претходните 2 години беа исплатени и сега имаме средства кои што се префрлаат секој месец согласно законот. На таков начин, кога се префрлаат средствата кои што му се неопходни и по закон му следуваат на јавниот сервис, не може да има политичко влијание. И затоа не треба да замижуваме и да зборуваме реформа, а да не кажуваме што подразбираме по таа реформа. Значи, ако сакала владата да има јак и независен политички и независен финансиски регулатор, немаше од 2017 до 2024 година да му скрати може повеќе од 30 милиони евра. И како ние очекуваме јавниот сервис да продуцира програма и да се мери со РТС или да се мери со ХРТ. И не можеме да зборуваме дека тоа е добро и дека ништо не се предземало во јавниот сервис. Каде одат денеска, на која друга телевизија освен на јавниот сервис можеме да погледаме стори од истражувачко новинарство? Каде се емитува 360 степени? На јавниот сервис. Добро, каде се емитува ИРЛ сториите? Не сакам да ја создадеме во разговорот, анализата во дебата меѓу нас, но тука тогаш се поставува и улогата на АВМУ, кога под македонска продукција на телевизиите се дозволи со синхронизација да одат Ама не дозволуваме, ние постојат европски правила, значи не сме ние тоа што дозволуваме или не дозволуваме. Постојат европски директиви и агенцијата мора да ги почитува тие европски директиви и агенцијата ги почитува. А кога зборуваме за јавниот сервис, кому оди во интерес, еве кога ја начнавме таа тема, да зборуваме значи со години за реформа, то не ве. Што треба да се, што подразбираме под реформа на јавниот сервис? Знам дека Сдруженијето на новинари на Македонија многу и правеше анализи и многу говореше на оваа тема. Да, треба да одговорам, само симпатично ми е што повеќе пати го чув изразот претходната влада. Може би е претходна, бидејќи навистина многу ги има очекувања дека ќе направат големи работи во медиумскиот сектор, меѓутоа за жал немаше толку многу големи успеси, напротив многу шанси беа пропуштени, затоа е претходна, претпоставам меѓу другото. Така што јас фокусот би го ставил на сегашната влада да им се даде шанса да ги коригираат грешките од минатото, наместо нели меѓу себе претходната и сегашната да намерно или не дефокусираат од тоа што е важно да се направи во наредните месеци, па би рекол и години, ако стратешки размислуваме за сериозни промени. На тема јавниот сервис, односно МРТВ и што треба да се направи, генерално да, некој можеби не се радува на зборот реформа, бидејќи тој збор често го слушаме кај нас во нашето општество. На технички ниво има повеќе работи што може да се направат. Спомна и Трајчевски дека во делот на информирање и извештаите на ОДИХР и конкретни други извештаи даваат некои позитивни корекции не само на јавниот сервис, туку и на приватните, би рекол, медиуми, што значи дека во последните години без разлика што можеби немало суштински реформи, сепак медиумите чувствувале одредена слобода да бидат малку покритични и да својата работа ја вршат на начин што ќе го задоволат одредениот јавен интерес. Дали можело повеќе? Апсолутно дека можело. Дали можело подобро? Апсолутно дека можело и подобро. Но јавниот сервис, пример, генерално, ако вработува над 700 луѓе, ако има околу 18 милиони евра годишен буџет, прашањето е што може повеќе да се направи. Јас, пример, како гледач на сите медиуми, практично се обидувам да ги следам нели на дневна основа колку што е тоа возможно, би бил многу посреќен ако не само јавниот сервис, туку и останатите национални, би рекол, медиуми, без разлика на форматот, имаат подобро развиена дописничка мрежа. Да речеме, без разлика дали станува збор за некоја одредена трагедија или одреден инцидент или убава вест, некој фестивал, така. Сепак информациите не се да се случуваат во градот Скопје, а големите медиуми пред се МРТВ мора да има вработени луѓе кои што имаат постојани работни договори, кои што на терен, од лице место, најдобре ја знаат тие средината од кои што известуваат, ќе им се даде шанса да ги задоволат и оние теми од локален јавен карактер. Тоа е само еден пример што значи реформа. Да, средствата дека треба да се независни, дека треба да има доволно, апсолутно еден голем индикатор. Фактот дека
внатре композицијата на луѓето што треба да бидат изгласани во форма на програмски совет како нов, така наречен менаџерски одбор на јавниот сервис. Исто така е многу важен според Совет на Европа вториот после финансирањето политички момент. Така што се почиња се од тоа, дали има доволно средства, дали тие што ќе го менаџираат јавниот сервис се компетентни и немаат конфликт на интерес да го прават тоа, и потоа на крајот на денот новинарите да се вршат својата работа без притисоци и со ресурси со цел да имаат квалитетен медиумски производ кој што ќе ги задоволи очекувањата и апетитите на публиката. Ќе се вратам повторно на улогата на политичките партии, политичарите што е во политичкиот параметар поставено. Како една од таму 9 поени Македонија паѓа и од 38-то на 50-то место во светот е според политичкиот параметар, најголемиот пат се забележува таму, и кога зборуваме за тоа влијание на политиката, на политичарите, на паралелниот медиумски сектор, се добива чувство дека стануваат медиумите како заложници нивната слобода на политичарите. Дали е тоа така, дали синдикатот господин Момировски гледа на тоа така или може имате различно мислење? Во најавата што ме синдикат, тешко може да биде господин. Различни перспективи имаме на оваа маса. Значи, тоа е сосем очигледно. Околу МРТ, ќе ми дозволите само кратко, да се зема период од 2017 до 2024 и да се прогласува за потоп тој период од 7 години. Мене не ми е важно кој бил на власт. А да се заборави дека истиот потоп се случуваше и пред 2017 година е во најмала рака неточно. Второ, реформите што може да се случат, може да ги оствари оно што е во моментот на власт. Не ги оствариле тие во тој период што вие го зборувате, не ги оствариле ниту претходно, ниту во периодот од 2010, 11, 12 до 17. Може да се случат и треба да се случат. А кога ќе тргнат реформите, ќе бидат толку сеопфатни што ќе тргне од технички дел преку 5 телевизиски канали, останатите радио канали до персонални решенија и така натаму. Дури не треба ни домашни експерти да работат. Доволно е да земеме и да копираме еден систем. Во моментов ве уверувам, а тоа и бројките на гледаност го потврдуваат, станува збор за јавен сервис кој што може да биде многу подобар. Еве ќе искористам една, како се вели, по коректна класификација и формулација. Јас пак ќе се вратам на политичките партии. Не би сакала дебатата за слободата на медиумите, каде што јавниот сервис е еден од клучните столбови, да го направиме дебата за реформа на јавниот сервис, туку пак ќе се вратам на политичките партии. Тоа господинот Секуловски го начна на почеток како госпоѓа Георгиевска, дека двете најголеми политички партии кога излезе извештајот на Репортери без граници се надпреваруваат во обвинувањата кој најмногу придонел за падот, кој е виновен, кој не е виновен, но јас не видов волја дека нешто сакаат да придвижат напред. Има ли волја кај нив? И за космонаути или за здравство или за улици и патишта, партиите ќе го прават тоа. Ќе се обвинуваат меѓу себе кој има ли волја, гледате ли, препознате ли кај нив волја нешто да придвижат? Се надевам некогаш во наредново столетие дека ќе ја надминат ова гаѓање со камења меѓу двата табори. Прашавте во еден момент дали новинарите се заложници на политичарите, апропо говореки за јавниот сервис, јас мислам да. Ние имавме директна дебата со уредници и новинари од националниот сервис и слушнавме навистина тажни приказни за време на тој разговор. Меѓу другото имаше лични признанија дека во одредени редакции уредници учествувале на избори како кандидати, па откако не биле избрани, се вратиле на своето уредничко место. Потоа имаше приказни само признание од новинарите дека и во репортерски јавувања и во извештаи навиваат, затоа што тоа од нив се очекува, се бара меко или помалку меко. Така што да, има политичко влијание. Додека разговаравте овде се обидов да избројам колку пати, колку директори поставени од политички партии досега ветувале реформа по принципот на BBC. Не знам колку пати го имаме слушнато во изминативе 30 години. Такво нешто не видовме и за жал луѓето денот го почнуваат со хрватска телевизија, некои со српска телевизија, а оние што немаат пристап до овие други телевизии, веројатно го почнуваат со
нашата домашна македонска телевизија. Тажно е да нема напредок, можеби стојат и овие аргументи господинот Трајчевски што ги вели парите се голем услов. Меѓутоа, луѓето што гледаат дома, тоа не го знаат и не ги интересира на крајот на криштата, сакаат да видат обид. Ако нема локални дописници, како што спомна Драган, јас само ќе се надоврзам дека нема дописници никаде од светот. Практично ние преку медиумите овде се само изолираме и тоа трае. Така што да, политиката има влијание, новинарите некогаш, не само од оваа куќа, туку и од многу други медиуми, доброволно се само заробуваат во политичките раце. И ќе го завршам овој круг со политичкото влијание. Господине Трајчевски, рече си е јавна тајна дека политичките партии секогаш ги мешат прстите кога се избираат програмски совет, дури советот на АВМУ, дека има пазарења кој од која партија, дали ќе се гласа, се договара, дали ќе си ги изберат. Не зборам само за овие две тела. Неодамна тако беше примерот и со изборот на антикорупцијската комисија, кога испадна дека тие каде што невладините дале најмалку бодови, политичките партии со 100 бодови, значи тој пазарот секогаш постоел и постои. Дали тоа ги става интересот на политичките партии пред интересот на граѓаните и на медиумскиот плурализам и колку тоа е штетно за Македонија? Видете, представниците... И се извинувам, дека тие се регулатори кои треба да ги спроведат закони. Представниците во регулаторот или во јавниот сервис или во други агенции регулаторни сепак мора да бидат избрани во парламентот. Тоа е неминовно, во парламентот гласаат политичари. Прашањето е каков профил на луѓе ќе бидат избрани и дали тие луѓе кога ќе бидат избрани ќе можат професионално, непристрасно да ја вршат работата за која што се платени, за која што се избрани. И тоа е најважната работа. Меѓутоа, јасно е дека секогаш мора да има договор помеѓу политичките партии во парламентот, посебно кога станува збор за двотретинско мнозинство, за да може да се изврши избор. Меѓутоа, јас сметам дека треба да биде изборот на најквалитетните кадри. И доколку се изберат квалитетни кадри со кредибилитет, кои што ќе имаат сериозен професионализам, изборот нивен во парламентот апсолутно нема да представува никаква пречка во нивното функционирање. Но дали го сакаат тоа политичките партии? Па видете сега, политичките партии под влијание на јавноста сепак можат и да бидат коригирани во начинот на донесување на одлуките. Јас сакам само да се навратам многу накратко на тоа што го кажа претходно Билјана Ѓоргиевска. Значи, би ве замолил, кога зборувате за тоа дека има новинари и репортери кои што се јавуваат за време на избори навиваат, кажете ги тие конкретно, бидејќи ние правиме мониторинг и од 2020 година такво нешто не е забележано. Да ни кажете каде тоа се случува, бидејќи пак ова сега што се зборува, се добива некоја погрешна перцепција во јавноста. Ние имаме извештаи избори 2021 локални, 2022 во Тетово дополнителни, 2024 председателски и парламентарни. Такво нешто не е забележено ниту од ОПСЕ, ниту од ОДИХР и би ве замолил заради јавноста да кажете за кој период зборувате и каде тоа се случило. Ние како агенција такво нешто имаме и снимки кои што ги имаме, такво нешто не постои, а такво нешто не констатирал ни ОПСЕ и ОДИХР. Од самите новинари го имавме. Добро, кажете го, кој бил кандидат за пратеник или не знам за позиција и не бил избран и се вратил. Господине Трајчевски, ќе ги побараме и ние снимки. Добро, во ред, ама мислам дека е коректно кога зборуваме во јавноста се изнесуваат факти, а не да се кажуваат на некаков мистериозен начин. Свртиме приказната. Гледаме вести. Ако 4 пати се спомне еден политичар во првите 4 вести, не сметате дека се работи за некаква поврзаност меѓу политиката и уредувачката? Вие зборувавте за период на избори. Такво нешто за изборите што ви кажувам јас, последен пат беше 2020 година, кога се констатира неизбалансирано известување на две телевизии, телевизија Шења и телевизија Алсат. Од тогаш навака, од 2020 година, такво нешто во Република Македонија не е констатирано.
И затоа ве замолувам да информациите кои што ги кажувате да ги споделите за да не се доведува јавноста во заблуда дека нешто што не постои се пласира дека такво нешто се случило. Тогаш паѓаат во вода извештаите на ОПС и на ОДИХР и наваму каде што ние располагаме со снимки, имаме систем кој што тоа го мониторира, а ние тоа не сме успеале да го забележиме. Јас не би сакал исто така да се сомневам во колегите тоа што го изговорија. Никој не ги тераше на сила. Момировски. ССНМ заедно со институтот Ресис, а Тамара и ти си комплетно свесна за таа ситуација, односно за тој потфат, направи веројатно најголема анкета што до овој момент е направена во оваа држава. Мислам дека беше негде на 550 или на 600 медиумски работници и новинари. Вакви наоди за притисоци има во конечниот извештај на анкетата. Анкетата е достапна во секое време. Меѓутоа, освен делот на притисоци токму околу уредувачката политика, постои делот на прекаријат. Постои делот на вршење на притисок во форма на социоекономски моменти и елементи. И сето тоа е присутно во државата. Во оваа држава има 2146 медиумски работници и новинари. Работат на многу повеќе работни места. Таа анкета покажа дека ние сме подпросечно платени, меѓутоа дека кај нас во моментов постојат и форми на притисок, главно од политички и бизнис елити, со оглед на тоа дека е анкетата тајна, не ќе можеме да излеземе со бројки, меѓутоа факт дека бројките стојат. Така е, со имиња, не ќе можеме за начин на известување, не зборувам за тоа дека не се врави притисок врз вработените или медиумските. Јас зборувам за начинот на известување од страна на медиумите за време на избори и надвор од изборен период, а не зборуваме за овој социолошки, односно социјален елемент. Господине Секуловски, Репортери без граници констатираат и ниски професионални стандарди и недостиг на професионализам во медиумите. Постои ли објаснување, но и оправдување за ова? Па, да, тоа е деликатно прашање. Во основа, лично сметам дека таа известна непрофесионалност што може да се провлече во одредени медиуми е последица на целиот систем како што е поставен и моментот кога што може лесно се влијаат одредени политички или бизнис елити. Би било малку и преамбициозно да сметаме дека сите медиуми, сите новинари ќе бидат апсолутно отпорни на притисоци во овој амбиент како што сега се поставени нештата. Зошто е тоа така? Бидејќи во самиот извештај на Репортери без граници спомна колегата Перо, значи работничките права, ниските примања се еден предуслов како да се биде поотпорен во било кој сектор, а посебно во медиумскиот сектор. Кај нас има размислување дека вкупниот број на медиуми, малиот пазар на еден начин до некаде придонесуваат одредени политички партии, па би рекол и бизнис ентитети, да влијаат на уредувачките политики на како се известува или како се обработуваат одредени теми во јавниот дискурс. Не можеме да очекуваме дека и ќе има голема отпорност, иако секако дека има и позитивни случаи, во услови кога веројатно ќе се сложи и колегата Перо со мене, дека практично половина од медиумските работници во секторот работат за половина, за помала плата од стандардната плата што е просечна во државата. Во тие услови, регулаторот апсолутно дека сега не може да се покаже прстот кон регулаторот дека е одговорен, меѓутоа сите ние како чинители, владата има обврска да креира амбиент каде што медиумските работници ќе имаат поголема отпорност ако сакаат да бидат предмет на критична обзервација. Мислам дека ретко кој домашен политичар кај нас е навикна да добие критика од новинар и при тоа да му каже благодарам, бидејќи ако таа критика е издржана и ако е аргументирана, тогаш без разлика дали станува збор за премиер или пак министер или некој друг, тоа практично треба да го свати како нешто што може да го подобри во иднина неговата работа и нејзината работа. Кај нас ретко кој политичар има капацитет да се сноси со критика јавно од страна на медиумски работник. И се додека тој, би рекол, менталитет кај нас обстојува, не можеме да се надеваме дека непрофесионалноста нема да биде прашање и нема да се привлекува во одредени извештаи што се дали е тоа поголем проблем во однос на политичкиот и економскиот притисок врз медиумите? Политичкиот и економскиот притисок, јас внимателно го слушав и директорот на Агенцијата за медиуми. Видете, не постои совршена методологија за извештаи за било кој сектор. Меѓутоа,
Од друга страна, кога разговараме за конкретниот извештај, нивната методологија е јавно достапна и станува збор за структурирани околу 130 прашања поделени во 5 сегменти. Значи, сепак луѓето се потрудиле да тоа некако биде издржано ако има критика. Нормално, ако ги видиме критиките на владите во прилично недемократски влади, односно држави, се бара кој тоа го одговарал извештајот и зошто тоа така го одговорил. Јас не велам дека нема субјективен елемент во одговарањето на тие прашалници, меѓутоа, од друга страна, кога се работат овој тип на извештаи, не се ослонуваат тие што го пишуваат само на како некој нешто одговорил, туку се земаат во предвид и јавно достапни информации, јавно достапни сакате да кажете дека финансирањето државно е јавно достапно? Вака, значи, сега, јас кажам на самиот почеток, не е совршен, за одредени работи може да дебатираме, меѓутоа се каже дека ајде да ги најдеме кои го одговарале со цел да немаме негативен имидж на државата, мислам дека тој пристап некако требаше да го закупаме пред 10 години, а не повторно да го отвараме. Мислам, сега ги превртувате работи, тоа се класични лажни вести. И ние мора да знаеме кој шири лажни вести во државата. Лажни вести во основа е малку оксиморон. Ама чекайте, ај кажете ми, државно финансирање е ограничено и нетранспарентно. И сега за ние ќе се правиме овдека на луди, дека имаме во државата, ај покажете ни кој е тоа држава. Дали, ако пример го поставиме прашањето, дали има јавни пари во приватните медиуми, дали тоа да или не според вас? Како тоа јавни пари? Во која средства? На пример? Тоа се пари на граѓаните. Добро, во која смисла се не знам. Било која? Ама сега Еве да речеме за платено политичко рекламирање. Да. Точно е. Дали таа реченица државни пари може да се поистоветува дека се однесува на платено политичко рекламирање? Може, така. Државни пари си враќањето на 102-ката за јавните кампањи. Предпоставувам. Тоа е. Ама нема пари. Има закон кој што не се спроведува и затоа кажа се уште да. Се уште не се исплатени, но не започнати кампањи. Нема ни во буџетот предвидено пари 2 години. Зборувам за конкретни средства. Зборувам за конкретни средства, не зборуваме сега за. Но господинот Секуловски има добра поинта, затоа што извинете вака, еве ако го тргнеме овој извештај на страна, меѓутоа се задржиме на проблемот со критиката или тоа не велам нека е проблем, таа критика е оправдана и аргументирана. Дури во извештаите на оние организации што ги следат изборните процеси, ќе се служите и самите вие, има критика дека во делот на платената политичка програма која што трае 20 дена пред денот на изборите, има елементи на потенцијална злоупотреба и влијание во начинот на кој што известува. Клиентелизам, точно, значи тоа никој не го спори, ние како агенција сме така залагаме јавно дека тоа треба да биде укинато. Ворете да не се служуваме за одредени работи. Значи јас не сакам да кажам дека Драган вели дека извештајот на Репортери е за 5+, не, секогаш има простор за критика, меѓутоа да кажете дека е за 2 минуси, тоа е малку не кажам дека е за 2 минуси. Не, добро, може би некој таква перцепција ќе добија, знаете. Добро, сега, меѓутоа мораме да ги погледнеме работите реално и не можеме пред некои работи кои што се напишани тука, а не се така да замижеме да кажеме дека тоа не постои. Јас се обидувам да малку не биде фокусирани на една реченица во еден извештај, туку да го видиме и поширокиот контекст. Добро, имаме овдека 5 сегменти, 5 главни реченици, затоа и ги кажувам тие дека работи кои што се овдека наведени треба да се утврди зошто е тоа така, за да знаеме на што тоа се мисли дека што е наведено тука. Може би овие прашања немаше воопшто сега нели да ги разговараме доколку од самите институции кои што имаат и обврска малку да бидат вокални за јавни критики, имаше појаснување во јавноста. Јас барем ако коригирате мене не видов дека ни едно министерство, ниту да речеме надлежен орган излезе во јавност и кажа во ред, оваа критика е оправдана и ќе го направиме ова и ова. Или оваа критика не е точна, бидејќи ние располагаме со овие информации. За тоа сте во право. Сакам да кажам дека доколку го прифатиме моментот дека за кредибилна критика, макар и ако има простор да се коригира таа критика, сепак власта или пак да речеме чинителите што треба го направат овој сектор да биде попристоен за работа на медиумските работници, а со тоа и граѓаните да имаат поквалитетни информации, потребно е да прифатат дека има простор за подобрување и јавно тоа се дебатира на ниво на аргументи. Момировски, еве, без господина, за да не синдикалецот не се почувствува поинаку, новинарството е многу несигурна професија. Ова е констатација во делот за економскиот параметар и овие 3 збора, да не го читам целиот дел, и овие 3 збора многу кажуваат за економската положба на новинарите во земјата. Во тоа бележиме пат од 5 места, околу 4 поени помалку од лани. Колку е несигурна професијата новинарство и дали
професионалноста и економската стабилност се врзани садови. Тоа малку го прашави господин Секуловски, но сакам и од вас, бидејќи синдикатот на тоа работи. До кој степен е ситуацијата влошена, можеби најдобро покажува фактот показателот дека ние во моментот немаме млади што се заинтересирани за професијата медиумски работник и преценовина. Значи, нам катедрите по медиуми, а сега се веќе и проширени со комуникации, со останати вештини лево десно, низ јаат, со наводници, празни на сите универзитети на кои што имаме вакви групи. Младите гледат, слушаат, следат, веројатно многу подобро и од нас. Знаат дека професијата е стравично несигурна, не доволно платена, не безбедна, во смисол на оној прекаријатски дел што го зборувавме, односи кон работодавачи, безбедност на работа, почитување на закон за работни односи. Имаме ситуации во оваа држава во која што најголемиот дел од медиумите не ги почитуваат основните параметри на законот за работни односи. Че ние не зборуваме сега за некакво повисоко ниво колективни договори кои што ќе ја бранат гранката и ќе му возможуваат на медиумските работници, на новинарите да имаат услови за напредок, да влијаат на општеството, на ова општество му се потребни, неопходни, здрави, силни медиуми. Кој сака дека е власт? Имаме проблеми со непочитување на основни работи, плаќање на недели, минати, трудови, празници, што веќе е дегутантно. Затоа и се случува автоцензура, затоа и се случува несигурност на луѓето и на крајот се рефлектира со ова што од кое што практично и почнав и што го говорев, ние веќе немаме интерес за оваа професија. Ние имаме генерација 2-3 што во моментот функционираат, некои на заминување, некои на средина, меѓутоа немаме млада генерација новинари. Тоа мислам дека на сите овде на оваа маса ни е јасно. И што е уште подоцна, само ако да се надоврзам Кусо, од нашето искуство во Советот за етика, а ние правиме доста обиди да комуницираме со млади луѓе, да зборуваме за етиката во медиумите, да зборуваме за медиумската саморегулација, не само што нема студенти на новинарство, туку тие што отишле да студираат кај таа група професори студираат односи со јавност. Тие сватиле, младите, што можеби ги интересира целото ова поле, дека е поисплатливо да се биде нечи портпарол, да не се зборуваат сопствените зборови, туку некој да ви каже што треба да кажете и тоа така да се креира, и не се воопшто заинтересирани за новинарството, туку студираат односи со јавност. Значи дека во иднина, ако можеме да извлечеме заклучок од ова, ќе имаме се повеќе пиар новинарство, се повеќе соопштенија, се повеќе копирани соопштенија и се помалку вистински истории, истражувачки истории, сите опфатени агли и така натаму. И самиот извештај заклучува дека медиумите, државно финансирањето државно е лимитирано и нетранспарентно во медиумите, а независните медиуми се потпираат исклучиво на донатори од нашето сознание главно странски. И сакам само да надополнам дека двата универзитета, Штипскиот и Скопскиот, кои што имаат студентски радија, последниве неколку месеци ги затворија тие студентски радија. Значи тие што имаат катедри треба да се грижат да функционираат тие студентски радија кои што студентското радио не знам колку 20 на години назад функционира, сами ги вратија дозволите и ги затворија радијата. И во Скопје и во Штип. Тогаш се поставува, јас имав состанок пред еден месец со представници на Штипскиот универзитет, им веламе како го затворите радиото, треба да затворите и катедрата. Која е смислата да имате катедра за новинарство, да не сте способни да менеджирате едно студентско радио, меѓутоа после 2 дена добивме допис од ректорот подпишано дека се враќаат дозволата. По таа логика, ако немаме новинари, треба да ги затвориме и медиумите. Поведете, сакавте нешто со Да, сакам да се обидам да дам малку и позитивна нота во целата дискусија. Мислам да, реално ако земе да ги анализираме сите предизвици, веројатно ќе треба емисијата трае многу подолго, меѓутоа имаме малку време за нешто што верувам дека е корисно да се чуе, тоа што може да се направи се подобри. Во тој дел сакам да истакнам две работи. Прво, имаме два приоритета. Едно тоа е дека треба малку да се промени културата на однос што политичарите, посебно тие што се на власт, дека имаат највисока одговорност, потоа тоа го седат и тие од опозиција, како се однесуваат јавно и како говорат, бидејќи секое непријателство или секоја
да речеме, секој наратив што може да биде агресивен кон група на медиуми или новинари, потоа може од граѓаните од други страни да биде злоупотребен, потоа може да има и безбедносни ризици за медиумските работници. Тоа сме били сведоци во минатото. За жал, кај нас се уште има примери каде што одредени политичари кога јавно говорат немаат капацитет да се сносат со одредена критика на новинари, таа ескалира и тоа е една негативна практика што се нотира исто така во овој извештај. Втора работа што сакам да укажаме дека таа малку техничка, меѓутоа техничките работи се важни. Македонија има многу простор за подобрување на регулативата која станува збор за медиумите. Имаме нова регулатива, знаат и од Агенцијата за медиуми, во делот на Европскиот парламент минатата година веќе го промовираше Европскиот акт за човекови, односно Европскиот акт за медиумски слободи. Кај нас малку е таа регулатива имплементирана во Законот за медиуми, во Законот за радиодифузерите, го скратам дека е малку долго името. И секако препораките на Совет на Европа за плурализам. Зошто велам плурализам? Бидејќи токму таа непрофесионалност, односно професионалност е многу важна за плурализмот. Ако сакаме да имаме квалитетно новинарство и информации од интерес на граѓаните, сепак тие чинат средства. Затоа државата мора да ги исполни тие препораки и да размисли сериозно, односно владата, за креирање на тој така наречен фонд за плурализам, каде што практично нема да имаат директен бенефит медиумските работници и медиумите, туку прецек имаат граѓаните, бидејќи кај нас веруваме дека ако малку се смени менталитетот на политичарите и бидат пофини со новинарите на јавна сцена и притоа креираат законски амбиент каде што медиумите ќе можат да работат понепристрасно и послободно, и тоа се понуди одредена стимулација како да се изработуваат квалитетно медиумските продукти, верувам дека овој индекс можеме да бидеме на многу повисоки места и да парираме дури на оние скандинавски земји. Зборувате за правната рамка или за политичкиот контекст? И за финансиска рамка. И за финансиската. За сите, поточно во сите делови. Тоа е правно-финансиска за која сите невладини организации се залагаат со години. Да, инаку би било навистина трагедија ако до година повторно се сретнеме сите нас, се надам дека има и нов состав на регулаторот, Тречевски, вие имате мандат 13 години, не е критика лично кон вас, туку една од работите зошто да речеме и кај нас не гледате дека и јавниот сервис и регулаторот имаат најдолги мандати на континентов. Сега тоа е неспорна ситуација. Не е лично кон вас, чисто принципиално е прашањето. Тоа е што го зборувавме претходно кога политичарите имаат моментално има и постапки во собранието и за избор на нов управен орган во регулаторот и за управен орган во јавниот сервис. Не би сакале да видиме усвојување за луѓе што јавноста бурно реагира дека не исполнуваат услови во средина на август, кога практично граѓаните не толку внимаваат на како тоа работи собранието. Да си даеме шанса да бидеме подобри во. Да. Но тоа што го зборувавме претходно, се во рацете на политиката и фактот дека извинатите собраниски состави не се работи изеден, никого не дојде сили да ги истера и да ги спроведе промените на изборот на Советот на АВМУ, зборуваме и за програмскиот совет на МТВ, така да тоа се теми кои ако ја почнеме нема да ја завршиме емисијата, но факт е дека стојата кога сме кај правната контекстот на правната рамка, факт е дека на земјата се забележува дека бавно се имплементираат европските стандарди, европските закони. Зошто? Мал е интересот на законодавецот, медиуми се некако не се во фокусот, повеќе сме фокусирани на реформа на судство на тие работи или како го објаснувате тоа што бавно се одвива таа промена? Неколку генерално законот за аудиовизуелни медиумски услуги и законот за медиуми се согласени со европската директива, изменетата директива од октомври 2018 година. Во меѓувреме има донесено нови европски акти, но почнувајќи ќе земеме 2020 година избори, 2021 локални избори, па 2022 повторно 2023 имаме постојано избори и непосредно пред избори политичарите, посебно тие што се на власт, но и оние што се на опозиција премолчуваат, а со премолчувањето го одобруваат она што го прават тие што се на власт, се менуваат законите чудно на неколку дена пред избори, така беше и 2020 година, неколку дена пред распуштање на парламентот, така беше и минатата година со ова така наречено државно рекламирање, така да имаме ние европска помош, има и проекти во кои што бил вклучен и Драган, во кои што бил активно вклучена агенцијата и експерти,
Но тие закони останале во фиоките на министерствата и никако да го видат светлото на денот, да бидат усвоени. Законите се напишани, само треба да има политичка волја да се изгласаат во парламентот. Не само законот за медиуми, законот за аудио, аудиовизуелни медиумски услуги, туку и изборниот законник за она што зборувавме за платеното политичко рекламирање, каде што зборувам за делот на медиумите, е потполно изработен, доставен во парламентот, но парламентот воопшто не сакаше ниту да го разгледа, што значи дека постои консензус помеѓу партиите од власта и опозицијата, дека државното финансирање на платеното политичко рекламирање има приоритет и за тоа имаат заеднички став и мислам дека нема да има никаква промена ни за овие локални избори што ќе следат сега. А кој не би сакал државата да го финансира, најмалку тоа сигурно не би сакале политичките партии. Меѓутоа, за да не прочитаме до година уште полоша позиција на Македонија на овие рейтинзи, треба навистина искрено да го сватат нашиот апел, еве одовде сите повикуваме на реформи на тие закони, на укинување конечно на тоа платено политичко рекламирање, бидејќи на тоа укажуваат и меѓународни организации, а тоа директно влијае на падот на квалитетот на новинарството. Но тоа ако сакате да ги унапредите медиумите и медиумската сфера, како што укажа господинот Секуловски, значи законите се подготвени, ги чекаме. Одиме на реклами и потоа продолжуваме со дезинформациите и онлайн просторот. Продолжуваме со анализата и со дебатата. Како што реков, ќе продолжиме со онлайн просторот. Со мене во студиото се Билјана Георгиевска, извршна директорка на Советот за етика во медиумите, господин Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, господин Драган Секуловски, извршен директор на Сдруженијето на новинари на Македонија, господин Перо Момировски, проект координатор во самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Успеав многу брзо да ги кажам сите, да не ми одземе повеќе од времето. Дезинформациите се нотирани во целиот извештај како еден од широко распространети во медиумите и кои влијаат на падот на довербата. Во онлайн просторот најмногу, во социјалните мрежи, дигиталната сфера, гајме ли госпоѓо Георгиевска како општество медиумска неписменост и гилјотиња во интернет просторот, бидејќи од таму потоа произлегуваат и нападите најчесто врз новинарите на социјалните мрежи? Ако треба кратко да одговорам, да, медиумската писменост е на доста ниско ниво. Овде имаме една недела посветена на медиумска писменост во која сите ние се ангажираме, меѓутоа тоа е една недела во цела година. Воведено е настава за критичко мислење, но само во основните и така натаму се почнува во средните училишта и не само медиумските организации и медиумите, туку многу пошироко треба субјекти од општествено ангажирани да се вклучат во овој процес. Дали само регулацијата е доволна кај медиумите? Само регулацијата се разбира дека не е доволна за да се стави крај, да се стави точка на циркулацијата на дезинформации. Конечно, тоа е глобален проблем и е број еден приоритет според Обединетите нации, дури и пред климатските промени во овој момент, во време на војни и така натаму во светот. Медиумската саморегулација може да помогне кај професионалните медиуми. Доколку ние Советот делува, постапува по жалби добиени од граѓани, од организации, од институции и така натаму. Доколку имаме жалба и доколку е посочен одреден медиум каде што стојат професионални новинари, да, тие ќе одреагираат и нив им значи дали ќе биде утврдено дека биле во право, односно не го прекршиле кодексот, или ќе биде утврдено дека го прекршиле кодексот на новинари. Но во медиумскиот свет, особено во онлайн порталите, имаме толку многу луѓе што не ги интересира професионалноста. Тие сакаат само да бидат преносители на информации и тоа им е забавно, некои тоа го прават од други причини, некои од политички, некои од бизнис, некои од чисто за да манипулираат, можеби со странски интереси, така што ние, организација со тројца луѓе или да имаме и 5 мина, нема да можеме да застанеме да ги спречиме дезинформациите. Можеме да делуваме кај професионалните медиуми, ќе повторам, и оние луѓе во наши колеги кои имаат интегритет. Господине Трајчевски, неодамна беше донесен и објавен во службен весник измените на законот кој се однесува на регистрирање на онлайн медиумите, односно порталите.
Дали оваа регистрација која определена, значи МК домен, собственост јасна, адреса, поголемите онлайн портали треба да имаат двајца вработени, помалите и специјализираните еден вработен, еден на договор авторски договор, ќе биде решение на проблемот за онлайн сферата и ова што се случува во неа, или ќе биде бизнес as usual за тие што нема да влезат во регистарот? Мислам дека ова решение што требаше можеби да се примени пред многу повеќе години, бидејќи сепак ќе доведе до покачување на една скала погоре во професионализмот, бидејќи ќе знаеме сега интернет порталите кои се собственици, кој е уредник, кој е директор, каде се носат уредувачките одлуки, и во случај на ширење на дезинформации, навреди, клевети и така натаму, засегнатата страна ќе има можност да се обрати пред надлежните судски органи. Денес многу мал дел од интернет порталите имаат импресум и знаеме кој е собственик и кој ги носи уредувачките одлуки, дека голем дел од порталите ние едноставно не знаеме кој е автор на текстот, од каде е таа информација, и токму таквите интернет портали ги шират лажните вести и дезинформација. Така да сметам дека во секој случај сега ќе се овозможи подигнување на професионалноста и начинот на известување на интернет порталите, а се надевам со измените на изборниот законник ќе се спречи трошење на државни пари, ако остане државното финансирање кај портали кои што се формираа наменски една недела пред изборите, за да користат државни пари да шират. Значи овој регистар би се користел потоа за... Значи се надевам дека ќе се искористи, бидејќи за такво нешто е потребно во парламентот да има компромис, консензус помеѓу сите политички партии за да може да се измени изборниот законник. Се надевам дека е тоа интерес на сите субјекти во парламентот и на тој начин ќе можат во изборниот процес да бидат вклучени само оние портали кои што се професионални, се дел од регистарот кој што ќе се формира и ќе можат на транспарентен и професионален начин да известуваат за изборниот процес. Господин Секуловски, дали измените на овој закон ќе го спречат или ќе бидат главната алатка според вас во борбата против дезинформациите и копи-пейст новинарството, бидејќи тие што ќе останат надвор ќе си продолжат со работата. Како да се промени таа сфера, онлайн сферата во Македонија, за да биде уште попрофесионална? Имаме професионални медиуми, да не сакам да ги ставаме сите во истиот кош, но факт е дека имаме и многу човек портали или не знаеме од каде, кога особено пред избори се појавуваат, кога само се копи-пейст се ширува нешто што е непроверено. Кога станува збор за професионално известување, лично не гледам решение во ниту еден закон, бидејќи таа материја се регулира преку кодекс и преку однесување кој што е дел од dimenzијата на етиката. Етиката не можеме и не смееме да ја ставиме во законско решение. А во контекст на измените за кои што разговараме во делот на онлайн медиумите и тој така наречен волонтерски регистар кој што треба биде во рамки на Агенцијата за медиуми како регулаторно тело во секторот, факт е дека оние кои што ги исполнуваат условите дава една потенцијална, би рекол, заштита и кон граѓаните во делот на транспарентноста, меѓутоа и кон истите медиуми. Тоа што е добро, што првичната верзија на предлог законот навистина беше со елементи на дискриминација кон одредени медиуми, меѓутоа сепак тоа што се обидовме како Сдружение на новинари заедно со партнерските организации го направиме и успеавме до одреден степен, е да се намалат одредени критериуми со цел да бидат дел тој регистар и тие така наречени специјализирани медиуми кои што не објавуваат секојдневни информации од интерес на граѓаните кои што се дневно информативни портали, туку се со посебна тема и оние онлайн медиуми кои што се дел од локалните заедници, односно од помалите населени места надвор од градот Скопје. На овој начин сепак се има малку и разбирање од страна на законодавецот дека не сите можат да имаат пример минимум тројца вработени или пак да имаат одредени технички предуслови за кои што практично во другите земји од регионот бројот на вработени и не е некој императив кога станува збор за тој тип на мека регулација за онлайн медиумите. Ова е шанса, како што беше напоменато и претходно, дека и доколку се измени изборниот закон и се даде шанса да се направи измена во платеното политичко рекламирање, јасно е дека нема политичка воја тоа да се укине, иако многу меѓународни организации и домашни го бараат, да се направи малку поголем ред и да не се злоупотребува, така би рекол, очигледно јавните средства или парите на граѓаните за изборни цели. Дека оваа битка
на тема дезинформации, јавен интерес и битката на квалитетното новинарство против, да речеме, оние што сакаат тоа да го узурпираат, ќе заврши со една законска измена, да не се лажеме, меѓутоа, од друга страна, дава шанса да се наметне професионалното новинарство на едно повисоко скалило, бидејќи на тој начин Македонија повторно ќе биде преципирана, како што и е, да речеме, моментов, меѓутоа на повисоко скалило на овој извештај за кој што разговаравме во изминатиот час. Постои ли ризик во овие измени на законот за онлайн регистар на онлайн медиумите за можеби згаснување на некој од малите професионални? Да, затоа и ССНМ постапуваше така, со компромисно барање до Министерството за дигитална трансформација и компромисот е во моментов најден, меѓутоа морам да предупредам, ова е само првиот чекор. Овие промени, измени на законот за медиуми во делот на онлайн е само првиот чекор, ние бараме комплетно нов закон за медиуми во кој што ќе биде инкорпориран Европскиот акт за слобода на медиуми, односно тој да биде водилка. Тој закон за медиуми треба да се работи долго време и треба да ни донесе решение во многу работи. Драган, повели? Јас само сакав да се надоврзам на тебе, фала ти што ми даваш прилика, но јасна е тенденцијата. Мислам, овие закони кои што сега се на сила се практично донесени во јануари 2013 година. Овој сектор, медиумскиот сектор е толку брзо, да речеме, се менува со дигитализацијата и со развојот на технологијата, што практично закони што се стари по 12 години, без разлика што дел од нив се понекогаш можеби изменети, не ги задоволуваат потребите за работата на медиумските чинители. Затоа ние тогаш не знаевме што се подкасти, па денеска ги имаме на апсолутно. На секој чекор. Затоа и не постои како не знам закон што е идеален во однос на ова, меѓутоа треба да има и разбирање од тие што ги инициира законските решенија, дека би било погрешно да се носат без ставови и без препораки од страна на снавските организации во секторот. Госпожа Георгиевска, Репортери без граници констатира дека телевизиите се уште доминантен извор на информации во земјава. Дали тоа значи дека онлайн медиумите немаат доволен капацитет и доверба кај граѓаните? Јас колку што прочитав велат дека се доминантен, меѓутоа дека не уживаат голема доверба. Да, тие верувам дека се за одредена дека публика. Дека најгледаните не уживаат одредена доверба. Дека не имаат своји гледачи и овие што се сметаат за најгледани благодарение на турските серии. Јас навистина се прашувам дали после 20 години некој во тие медиуми ќе почувствува потреба да го унапреди квалитетот на понудата за гледачите и дека веќе има нови генерации и дека можеби некој сака да се помрдне еден чекор понатаму од турските серии или во иднина сите секому ќе си викаме брат. Телевизиите се гледани, онлайн медиумите се најчитани и се пренесуваат преку социјалните мрежи. Дел од колегите во онлайн медиумите се гордеат со тоа, меѓутоа кога ќе ги побараме обврските што ги имаат кон своите читатели и кон законските одредби што важат во Европа, особено против ширењето на дезинформации и говор на омраза во коментарите преку социјалните мрежи, тогаш се повлекуваат и велат ние не сме одговорни, ние немаме пари за да ангажираме човек што ќе работи втора смена, трета смена и така натаму и ќе ги чисти коментарите. Затоа убаво е што се почитани, убаво е што се побројни, убаво е што има доста професионалци во онлайн светот, но ќе биде убаво уште и да ги почитуваат сите стандарди и сите норми, кодексот на новинарите, од каде што произлегуваат овие обврски. И буквално со да, не, ако може, не знам, не е опција да го добијам како одговор. Последното прашање од сите е можно ли е медиумите да ја вратат довербата кај граѓаните, бидејќи таа е нарушена без поддршка од институциите. Дали е можно едното без другото да создаде поквалитетна медиумска сфера, господин Трајчев? Мислам дека е невозможно. Мора заедно медиумите и институциите да работат. Господин Георгиевска? Институциите мора да бидат транспарентни, а медиумите исто така да си ја вршат својата обврска професионално, а властите да зборуваат за етика во своите редови, а не за етика во медиумите. Господин Севкуловски? Институциите имаат обврска да креираат амбиент во кој што медиумите ќе работат слободно, така што не е можно да се постигне тоа кој што ние го сакаме и се целиме без отворен пристап и конструктивна страна на надежните органи. Услови постојат, но само ако се исполнат неколку прелиминарни основни работи. Нудиме колективен грански договор,
Нудиме препораки за ослободување од давачки и она што претходно Драган го спомена, формирање на медиумски фонд како замена за актуелните распределби на државни пари. Тоа може да ги ја врати довербата кај медиумите. Се надам дека идната година ќе имаме подобар рейтинг на Репортери без граници, дека нема да имаме пат, а најмалку слободен пат на таа листа. Ви благодарам многу за гостувањето. Темата медиумите одамна не била отворена, еве отвараме, се надевам дека другата година со позитивни вести. Вам ви благодарам на вниманието, станете со програмата на Телма.